Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Што ќе не очекува во предстојната сезона на грип? Ке има ли истовремена циркулација на грип и ковид? Какви се општите мерки за превенција од грип? Дали вакцината против грип е 100% гаранција дека лицето вакцинирано со оваа вакцина нема да го добие вирусот? Кому е наменета вакцината и кој има право на бесплатна вакцинација? Имаме навистина многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доктор Кристина Ставридис, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок, затоа останете на Телма. За сезонската вакцинација против грип денеска разговараме со доктор Кристина Ставридис, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов, благодарам на поканата. Докторке, кога ќе започне сезоната на грип кај нас и дали започува во исто време како и во останатите европски земји? Во принцип, тоа се историски податоци кои што покажуваат дека сезоната на грип почнува некаде од почетокот на октомври и трае некаде до почетокот на мај месец. Значи, тоа е една официјална, како да кажам, воспоставена сезона на грип. Меѓутоа, ние сметаме дека сезоната започнува тогаш кога ќе го потврдиме првиот случај на грип. Минатата година тоа беше нешто порано, пред новогодишните празници, кога имавме еден поголем, да кажам така, бран на позитивни случаи на случаи. Меѓутоа, историските податоци, како што кажувам, од нашата земја кажуваат дека некаде врвот на бројот на случаи е некаде од средината на февруари па до крајот на февруари. И оваа година, како оваа година имате ли некој случај на грип? Се уште не е потврден ниту еден. Вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје детектира и го потврдува грипот, така да се уште немаме потврдено случај на грип. Меѓутоа, тоа не значи дека не циркулираат другите респираторни вируси. Какви се минатогодишните искуства во однос на бројот на заболени лица од грип, клиничка слика и слично? Па вака, можам да споредам со периодот откако почна пандемијата. Значи, првата пандемиска година скоро и да не постоеше. Односно, него не детектиравме грипот, иако имавме многу тестирани случаи, меѓутоа така беше во светски рамки. Најверојатно, мерките што се превземаа за ковид, кои што беа исти и за грипот, си го имаа своето влијание. Веќе следната година се појави грипот, почна неговата циркулација. Минатата година имавме за скоро 3 пати повеќе пријавени случаи на грип од претходната. Така да и оваа година очекуваме бројот да заболени од грип да биде поголем и да го достигне оној предпандемискиот значи, период. може да процените како ќе биде оваа година? Очекувате исто така зголемен број на заболени? Пошто се појавува грипот си има своја сезонност, за разлика од ковидот за кој што не можеме да зборуваме се уште за сезонност. Значи, многу е рано. И други причини има кај ковидот, затоа што вирусот многу често мутира и не се знае кога ќе се појави нова варијанта која што ќе предизвика нов бран. Така да овдека не можеме да зборуваме за сезонност, меѓутоа кај грипот веќе штом се појавува, меѓутоа правиме и споредба со тоа што се случувало на јужната хемисфера. На јужната хемисфера веќе завршува сезоната на грип и податоците покажуваат дека таму има поголем број во однос на претходната година. Така да тоа ни се проценките кои што ги правиме за да можеме да предвидиме каква ќе биде сезоната и кај нас. Споменавте дека вирусот на ковид многу брзо мутира, но и вирусот на грипот исто така. Секоја година има некаква мутација. Познато ли е кој сој на грип сега тука ќе биде присутен во оваа сезона? Па Светската здравствена организација ги собира податоците од цел свет во нивната лабораторија, нели, и податоците се собираат за да се види кои вируси циркулираат во сезоната на грип. И врз основа на тоа се предвидува, се прават проценки кој вирус би циркулирал следната сезона и тоа е основа за да се произведе сезонската вакцина за грип. Значи, негде во февруари месец Светската здравствена организација излага со најчестите соеви кои што треба да бидат присутни во вакцината против грип. Значи, вакцината против грип ги содржи соевите кои што
минатата сезона биле најчесто присутни, кој разбрав. Најчесто присутни, да, и за кои што се претпоставува дека во текот на оваа сезона ќе циркулираат. Зошто во зимскиот период најчесто се јавува грипот? Дали е познато? На кој начин се пренесува? Колкава е неговата заразност? Па, грипот е високо контагиозно или заразно акутно заболување, многу лесно се пренесува заради тоа што се пренесува со директен контакт. Значи преку капките што ги исфрла човек кој што е заболен, кога зборува, кога кашла, кога кива, меѓутоа се пренесува и индиректно преку предметите кои што се заразени, односно контаминирани од тој што кој што бил во контакт со нив. Инкубацијата е многу кратка, од 1 до 3 дена, и лесно и брзо се развиваат симптомите. Токму заради тоа и уште една карактеристика дава поволности да има висок епидемиски потенцијал, а тоа е таа што ја спомнавте, антигенската негова структура што има способност многу лесно да се менува, да мутира. Да, и доколку се појави, видете што додека вакцината ја предвидуваат кој сој ќе циркулира, врз основа на тој сој прават вакцина, додека почнува сезоната на вакцинација, може да се случи вирусот веќе да измутира. Меѓутоа, тоа се мали генетски промени кои што можат да доведат до појава на епидемија на локално, регионално, национално ниво. За да настане пандемија, како што имавме пандемија 2009 година, тогаш настанува поголема генетска промена во антигенската структура на вирусот, се појавува нов тип на вирус со кој што луѓето не биле претходно во контакт, и тоа условува фактички да заболи поголем дел од популацијата и да се појави во пандемиска форма. Така да пандемиите, епидемиите се јавуваат, имаат циклично се јавуваат на негде 3 до 5 години, а пандемиите се јавуваат од прилика 50 на години. А кои се симптомите кои што се карактеристични за грип, бидејќи има многу респираторни вируси кои што исто така даваат покачена температура, болки во зглобовите, кашлица и слично? Како да знаеме дали се работи за грип или пак за некој друг респираторен вирус? Матичните лекари лесно го препознаваат. Значи, оно што го карактеризира грипот и го одвојува од настинката е тоа што има прво нагли почеток. Значи, почнува одеднаш со малаксалост, со висока температура, со чувство на замор, за неколку дена се главоболка, за неколку дена веќе се појавуваат и респираторни симптоми во смисла на болки во градите, отежното дишење, кашлица, на почетокот е таа сува. Значи, тоа се тие симптоми, затнатност, болка во грлото. За разлика од со ковидот, многу тешко се разликува. Имаше еден симптом, а тоа беше губењето носетот за мирис и вкус, кој што го разликуваше од симптомите на грип. Меѓутоа, последните варијанти што се појавуваат, веќе податоците кажуваат дека голем дел од лицата кои што го имаат ковидот, го немаат овој симптом, па така да единствениот начин за да може да се диференцира дали е грип или е ковид е да се направи лабораториска потврда. Додека настинката е нешто во многу поблага форма, почнува многу полесно, едноставно не го легнува пациентот, останува на нога, почесто е пратен со горно-респираторни симптоми, течење на нос, кијавица, и поминува многу полесно и многу побрзо. Можевме низ годините да слушнеме за свински грип, птичи грип и така натаму, кои што на почеток беа многу заразни и опасни по животот на луѓето. Дали истите овие соеви се се уште присутни кога зборуваме за грип, само што сега луѓето се навикнати на нив? Значи, затоа и го спомнав пандемискиот грип или свинскиот грип, како во тоа време го нарекувавме сите. Значи, сега е тој сезонски грип. Значи, свинскиот грип? Да, преминат во сезонска форма. И тоа е тој што се детектира секоја година и кој што чисто стои е застапен во вакцината против грип. Но не е така опасен како што беше на почетокот? Самиот вирус мутира со текот на времето? Не мутира, него луѓето и мутира делимично, меѓутоа тоа се мали промени, него веќе луѓето стекнуваат имунитет, не е нов вирус со кој што, како што беше ковидот, со кој што се среќаваат за прв пат.
Може ли да се процени дали истовремено ќе има циркулација на грип и на ковид, бидејќи за време на ковид пандемијата, како што споменавте, речиси воопшто и немаше грип? Па податоците покажуваат дека имаме коциркулација, заради тоа што веќе еви во нашата земја ковидот циркулира, иако имавме еден благ, да речам, бран на зголемување, меѓутоа повторно се стабилизира состојбата и се очекува и во другите земји е истото, коциркулираат сите вируси, сезона на грипе, зимските месеци се потоа специфични, нели, познати. Меѓу другото, започната е со работа училиштата, затворени се луѓето во затворени простори, децата одат во градинки, што го олеснува од друга страна ширењето на вирусот. Така, значи затворените всушност простори се можеби клучниот проблем, условно речено, за ширење и на зимските воопшто респираторни вируси, како што е и грипот. Кога зборуваме за превенција од грип, кои се општите мерки што може да се преземат? По општите мерки, веќе мислам дека граѓаните знаат за општите мерки, тоа се сите истите општи мерки што го превенира и ковидот. Прво, избегнување на близок контакт со болно лице. Ако мора лицето да се негува, убаво е да се користи заштитна маска. Потоа често проветрување на просториите, избегнување на простории кои што не се проветрени и во кои што има голем број на луѓе. И на крајот, една од мерките која што е за сите заразни болести, а тоа е честото миење на раце со сапун и вода, или доколку нема сапун и вода, да се користат дезинфициенсите за раце. Да се проветрува често, да речеме, просторијата во училиштата и во канцелариите, во работните простори. Секаде каде што има поголем број на луѓе. Што е со вакцинацијата? Дали е таа 100% гаранција дека лицето што се вакцинирало нема да го добие вирусот на грип? 100% гаранција не може да има. Меѓутоа, и доколку заболи лицето, симптомите, клиничката слика ќе бидат многу поблаги. Значи, што прави вакцината е специфична мерка насочена директно кон вирусот на грип. И тоа насочена кон оние вируси кои што се присутни во вакцината. Значи, штити против тие вируси. Колку валентна е моменталната вакцина? Ќе ве прикинам? 4 валентна е и таа штити против 2 соја на вирусот на грип А и против 2 линии на вирусот на грип тип Б. Кој вирус, дали тип А или тип Б, создава потешка клиничка слика? Секоја година е тоа различно. Минатата година беше тоа H3N2. Не можеме да очекуваме да тоа податоците во текот на сезоната ќе кажат кај имаме повеќе хоспитализирани, односно хоспитализираните од кој тип биле заболени. А од Б типот почесто поредок е Б типот и типично е што на крајот на сезоната доминира. Ланската година доминираше типот А на крајот на сезоната, на почетокот и во голем дел од сезоната доминираше типот А на крајот на сезоната најчесто се тип Б. Може ли во една сезона да се заразиме два пати од грип? Еднаш од тип А, еднаш од тип Б? Да, може. Затоа што имунитетот е специфичен, значи насочен кон оној тип кој што е предизвикал болеста. Ајде да проговориме малку за вакцината. Споменавте дека е 4 валентна. Кому е наменета? Кому се препорачува? Вакцината може да ја примат сите лица постари од 6 месеци. Меѓутоа, се препорачува за ризичните групи. Значи, оние групи кои што можат да имаат тешки компликации од вирусот на грип, од инфекцијата, кои што може тоа да допринесе до хоспитализација, па дури до смртен исход. Во овие ризични групи не спаѓаат лицата над 65 години, значи постарите, повозрасните лица, заради нивниот намален имунитет и заради нивната големиот број на хронични болести. Потоа сите лица со хронични болести, постари од 6 месеци, децата на возраст од 6 месеци до 5 години, бремените жени и тие заради физиолошката состојба и заради можноста од компликации, влегуваат во оваа ризична група и влегуваат здравствените работници за тоа што тие имаат
се повеќе изложени на вирусот на грип. И тие имаат 10 пати поголем ризик за стекнување на болеста во однос на општата популација. Значи, тие се во ризичната група како лица кои што имаат зголемен ризик на изложеност на вирусот. Дали за нив вакцината е бесплатна? За сите овие групи вакцината е бесплатна. Сега, дали оваа вакцина има некој што не смее да ја прими? Например, ако има алергија на јајца, алергија на пилешко месо и слично. Значи, вакцината против грип, контраиндикација за неа е алергиска реакција на состојки на вакцината на грип или пак претходна алергиска реакција на вакцината. И акутна фебрилна состојба или состојба со температура. Ова акутна состојба со температура, да речеме, поминува и откако ќе помине таа состојба, лицето може да се вакцинира. Во однос на алергијата на јајца, значи вакцината производството на вакцината е на пилешки ембрион, така да има само траги на овоалбумин и не се препорачува за лицата кои што имаат доживеано анафилаксија, односно силна алергиска реакција на јајца. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент почитувани. Од овој момент емисијата ќе биде контактна, телефонскиот број ќе биде испишан на екранот, така што доколку имате некој прашање поврзано со предстојната сезона на грипот, но и со вакцинацијата која што е поврзана со сезонскиот грип, слободно можете да се јавите во телевизија Телма, во емисијата Телма амбуланта и да поставите прашање. Продолжуваме со уште некои категории на лица кои што би сакале да ја примат вакцината, може би се во дилема дали поради одредено заболување смеат да примат или не. Например, оние кои што имаат карцином. Се препорачува ли кај ни вакцина против грип? Се препорачува, а како ги кажам сите хронични заболувања кои што мислам ризичната група со хронични заболувања во кои што влегуваат лицата кои што се препорачува, за кои што се препорачува вакцината. А тоа се пред се лицата со респираторни заболувања, со астма, со хронична обструктивна белодробна болест, со цистична фиброза. Потоа лицата со срцеви заболувања, лицата со бубрежни заболувања, што имаат хронична бубрежна инсуфициенција, лицата со метаболни заболувања, значи оние со диабетес, гојазните лица кои што имаат body mass индекс поголем од 40, лицата со карцином, оние што се на хемотерапија, на онколошка терапија, тие на радиотерапија, исто може да ја примаат вакцината против грип. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност, а потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Дека онколошки случај сме ние исто. Така? Од онкологија и примаме хемотерапија. А дали ние треба да се вакцинираме или не? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Доколку пациентот прима хемотерапија, во тој момент може ли да ја прими вакцината? Може да ја приме вакцината, меѓутоа за секоја ваква интервенција, можно е добро да го консултираат и својот онколог. Препораките се да се вакцинира. Меѓутоа, пошто оди на хемотерапија, може и да го консултира својот онколог. Значи во консултација со онкологот ќе се донесе одлуката, ќе вклучиме. Во принцип не е контраиндикација, него баш е индицирана вакцинацијата против грип. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Поздрав во емисијата. Ви благодарам. И докторката. Докторке, јас се вакцинирам више 20 и неколку години. А имам 75 години, имам проблем со астма и со хроничен бронхитис. А сега, моментално, пред месец и пол, имам некој чешање по снагата, некој осипи, некој, како детската сипаница што беше едно време. И сега имам некој таков осип и имам нон-стоп чешање по снагата. Примав лекови за алергија 2 пати.
малку ми помине. Така, но после пак ми се ситуацијата појави. ви перзистира и понатаму го имате проблемот, па сега дилемата ви е дали може да примите вакцина дали против можеме да ја примиме грип, доколку вакцината. имате некој ваков акутен исип, инаку редовно се вакцинирате години наназад. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите кога има некоја ваква акутна ситуација? Кога има акутна ситуација, значи и акутна некој од незаразните заболувања, треба да се почека состојбата да помине и да се прими вакцината. Исто како кога станува збор за покачена температура, односно некое заразно заболување. Треба да помине и лицето да се вакцинира. Имаме на вистина многу прашања од гледачи денеска. Во тек е вакцинацијата против Така. грип. Така да и таа ќе трае, се додека има вакцини против грип. Така да лицата кои што во моментот не може да се вакцинираат, треба да се пријават и ќе може да се вакцинираат и подоцна. Ќе вклучим уште неколку гледачи, потоа ќе појасните до кога всушност може да се вакцинираат. Добар ден за следниот гледач. Ало, Повелете, во програма сте. добар ден. Добар ден. Сакам да ја прашам докторката. Така? Маж ми има стентови. Срце болесник, не знам како да кажам. Така? Има 4 стента. Дали би смел да прими вакцина за сезонски грип? Се пријави, му е закажан термин, меѓутоа се двоумиме дали смее со стентови да прими вакцина. Така ја имате таа дилема ве мачи, па сега сакате да ја разјасните. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што советувате во овој случај? Апсолутна индикација за вакцинација, значи кај тие токму вакцината кај тие хронични болни, што ги спомна со кардиоваскуларни заболувања, треба да се вакцинираат против грип. Така. Затоа што вакцината, реков, уште еднаш ќе повторам, можеби 100% нема да даде заштита. Меѓутоа и доколку се разболи лицето, ќе ги намали симптомите, клиничката слика, компликациите и потребата за хоспитализација. Сега ни се јавија гледачи од различни возрастни групи. Дали вакцината кај сите нив подеднакво би дала ефект? Дали возраст има некаква улога во развивањето на антитела кон соевите на вирусот на грип кој што се примаат со вакцината? Дека кај постарите лица можно е да нема толку голем одговор како што ќе има кај другата популација, токму заради тоа затоа што е намален имунитетот. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа не е причина да не се. Исто така и лицата кои што се имунокомпрометирани заради самата состојба, може да нема доволен одговор самата вакцина против грип. Оние кои што примаат, да речеме, имуносупресивна терапија. Или со имунокомпрометирани заболувања. Значи, кај нив е деликатно дали ќе се развие одговор или не од Да, вакцината. меѓутоа тоа не е контраиндикација да не се вакцинира. Така. Родителите со мали деца имаат голема дилема дали да ја дадат вакцината или не, а знаеме дека оние деца кои што се обично на 4 годишна возраст развиваат силни симптоми. Па што вие ги советувате како епидемиолог? Јас морам да признам дека во оваа категорија на деца имаме многу мал интерес и воглавном се вакцинираат дечињата кои што имаат некои хронични заболувања и за кои што самите лекари кои што ги водат ги советуваат да се вакцинираат. Меѓутоа, децата се во оваа ризична група и нашите податоци покажуваат дека највисока инциденција, односно највеќе заболуваат дечињата во сезоната на грип. Така да, исто ќе кажам и кај нив, кој намалува ризикот можда за 75% од стекнување и од тешки компликации од болеста. Дечињата со тоа што морам да напоменам дека кај оваа категорија, кај деца до 9 годишна возраст, доколку се вакцинираат, потребно е да примат 2 дози на вакцини на растојание од 1 месец и тоа само првиот пат кога прв пат ќе се вакцинираат против грип. Ќе ги вклучиме останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до вас, водителки, и поздрав голем до докторката. Благодарам. Имам едно прашање. Дали се појавуваат некакви нус појави после примањето на вакцинацијата, на вакцината? Нешто како болки, оток на местото каде што е примена вакцината или температура и така нешто слично? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Можни ли се насакани ефекти?
Па можни се, меѓутоа тие се минливи и се многу лесни. Она што најчесто се јавува, тоа е локалната реакција на местото на убодот во вид на болка, црвенило и оток. И со ладни облаки тој поминува за 2 до 3 дена. Може да се појават и системски, во смисла на замор, малаксалост, лесна треска, главоболка, меѓутоа без терапија и тие поминуваат исто, само лимитирачки се сами од себе поминуваат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Ало, Во програма сте, повелете. поздрав до докторката и до емисијата. Благодарам. И јас сум алергична на пеницилин од понапред. Пред 20 на години на книжката така ми пишуват дека сум алергична, дали можем да примам вакцина? Добро, убаво едно прашање. Докторке, што е со оние пациенти што се алергични на лекови? Како што е пеницилинот? Што ми се чини доста честа појава е кај нас и тоа е дискутабилно дали сите се алергични на пеницилин. Алергијата на пеницилин не е контраиндикација, значи тие лица можат слободно да се вакцинираат. Во една од состојките на вакцината, конкретно ова што се дава како бесплатна, има гентамицин и тие лица не треба да се вакцинираат, доколку се алергични на гентамицин. Меѓутоа на пеницилин може, доколку се алергични. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавам од Скопје. Така, Поздрав до сите вас таму. ви благодарам. Ме интересира, имам високи тимери. Од приближно 5000 испив 10 апчиња халерто, ми се симна до 2000. Меѓутоа, сепак пасе високи. Тоа ми се појави, дали од имав и Карцином. карцином во јануар пунам 5 години, или е пак од вакцините што ги примев за короната. Ако сакате да ми објасните и што да пијам, да ги намалам. Матичниот ми вика, не знам што да ти правам, кој да... Ја ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторката е епидемиолог, ќе можете да дадете одговор во однос на дедимерите? Не би се мене... Да, предпоставувам дека не би сакала да навлегувале. кажам, меѓутоа можам само да кажам дека и покачените вредности на дедимери не се контраиндикација за вакцинација против грип. Значи, дури доколку се покачени, може да се прими таа вакцина. Се тоа не знам во каква состојба е пациентката, не како би што сакала да рековте, коментирам. секогаш е потребно да се направи консултација со со матичен својот... или пак со некој субспецијалист кој што го кој води. што ја контролира состојбата на пациентот. Кога е најдобро, кое време од годината е најдобро за да се прими оваа вакцина? Најдобро е да се прими на почетокот на сезоната на грип, значи тоа е негде во октомври месец или во ноември месец, како што почна кај нас. Можам да кажам дека и минатата година скоро во истиот период, па некаде до крајот на ноември ја завршивме вакцинацијата против грип, а тоа е затоа што се потребни од прилика 2 недели за да има имунолошки одговор на телото и да се создадат доволно антитела, кои што понатаму, кога ризикот и кога циркулацијата на вирусот е поголема, да бидат заштитени. Има ли логика вакцината да се прими во сезона на грип? Вакцината на грип може да се прими во било кое време се додека трае сезоната на грип. Ќе даде тогаш резултат? Ќе даде. Но што ако ние веќе сме дошле во контакт со вирусот на грип и доколку сме инфицирани со него и потоа плюс примиме и вакцина? Нема да има никаков проблем. Ќе даде имунитет, вие ќе сте имуни на тој сој кој што сте го прележале од вирусот, односно на тој вирус кој што сте го прележале. Меѓутоа ќе ви даде заштита за останатите 3 кои што ги има во вакцината. Но најдобро е да се вакцинираме, значи во овој период од годината, како што напоминавте. Да, се има ситуации кога, например, луѓето сакаат да патуваат, кога им препорачуваат за патување, вакцина да имаат или одат, не знам, од различни причини, можат да се вакцинираат во било кој период додека трае сезоната на грип. Информирани ли се кај нас граѓаните кои стигната ли до нив информацијата кој има право на бесплатна вакцинација? Знаат ли?
Па имавме известување и преку Министерството за здравство и преку веб страната на Институтот за јавно здравје. Постои информирани се граѓаните Да, но преку дали јавните понатаму гласила. се случува да дојдат да ве прашуваат дали имат право на бесплатна вакцина, каде може да ја примат вакцината и слично? Се случува, меѓутоа имаме и пациенти кои што како пациентката што спомна дека 20 години наназад се вакцинира, имаме такви пациенти кои што и самите прашуваат кај може да се вакцинираат. Еве слушнавме пациентка која што се вакцинира 20 години наназад. Дали се препорачува редовна вакцинација против грип? Бидејќи јас најдов на поделени ставови кога читав на оваа тема. Вакцината против грип, препораката е за годишна вакцинација. Токму заради тоа што се менуваат тие соеви, затоа што секоја година вакцината на грип е различна. Во однос на соевите кои што ги содржи. Така. Од друга страна, и имунитетот стекнат со вакцинација за година дена се намалува. Тоа е втората причина поради која што е потребна годишна вакцинација. Дали некогаш во иста сезона може да се прими 2 пати вакцина против грип? Нема потреба да се прими. Препораките се со вакцинацијата е со една доза. Само лицата, ви реков, дечињата кои што прв пат се вакцинираат, Само тие треба да примат 2 дози кога прв пат се вакцинираат. Како изгледа вакцинацијата во моментов? Каде може да се примаат вакцините против грип? Вакцинацијата се одвива веќе низ целата држава. Почната е на 25 октомври и се спроведува во сите центри за јавно здравје и нивните подрачни единици. Тоа во државата ќе има 10 центри и 21 подрачна единица. Граѓаните ги знаат во нивните градови каде се наоѓаат. Тоа се центри кај што и претходно се спроведуваше вакцинација по клинички, по епидемиолошки индикации, за да биде зголемена достапноста на вакцинацијата, затоа што град Скопје е поголема територија. Вклучен е во вакцинацијата и здравствениот дом Скопје со 3 поликлиники, со 3 пункта, Битпазар, Букурешт и Дадија. А во Институтот за јавно здравје, веќе 3-та година поред, се отвара само тогаш во сезоната на вакцинација, за време на вакциналната кампања, се отвара пункт за вакцинација на здравствените работници, со оглед на тоа што е блиску до клинички центар, за да можеме да ги опфатиме здравствените работници од клиничкиот центар, иако е и за останатите здравствени работници од целиот град. Ќе вклучиме уште еден гледач, Поточот Вајца. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте. Повелете кој е вашето прашање. Ало, докторче, јас сам истото што ви кажав за осипот. А јас имам еден мал проблем со бубрезите, малку ми е намалена функцијата. Дали може од тоа да имам осип на снагата? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повторно ќе напоменам и ќе ги замолам гледачите да бидат прашањата поврзани со темата на која што говориме. Докторке, што би можеле да дадете како насока во овој случај? Како насока да го контактира докторот што ја следи брзната болест, пошто и да види дали причината е осипот. Така, значи гледачката да се јави кај нејзиниот нефролог за да може да добие конкретна мислење за состојбата која што е. Има различни причини може да го дадат осипот, различна алергиска реакција, може да биде на лекови, на храна, на све. Значи тоа треба да се испита. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Ми треба број, на кој број да се пријавиме ние за вакцинација? Така, Ако знае докторката ова е убаво исто така прашање. Ви благодарам што го поставивте. На кој начин може да се пријават оние што се заинтересирани, еве не наишле на податокот. Па веќе како тоа да го неколку направат? години ние апелираме и кажуваме дека пријавувањето за вакцинација против грип оди електронски преку веб страната на Министерството за здравство вакцинација.мк. Но да бидеме реални, во возрастните лица баш и не можат на тој начин само да се да го пријават. објаснам начинот како оди, значи електронско е пријавувањето, се внесуваат основните податоци, име, презиме, матичен број, пункт на кој што сакаат да се вакцинираат, односно треба да го одберат градот и треба да одберат ризичната група во која што припаѓаат. Врз основа на овие податоци автоматски влегуваат во системот за електронско здравство број термин и добиваат SMS порака на телефонот кој што го оставаат на формата,
на кои што имаат покана кој ден, на кој пункт и во колку час треба да се појават. Јас разбирам дека има постари лица, лица кои што немаат интернет и немаат можност. Треба да ги побараат своите или помлади, дали деца, внуци или матичните лекари. Ние Значи, веќе матичниот може тоа да го направи. Матичниот лекар веќе, јас самата веќе пријавив 10 лица за вакцинација, верувајте ми. Значи, и матичниот лекар, пошто веќе одржавме неколку пати едукација со матичните лекари, они се запознаени со системот и верувајте ми излегуваат во пресрет на сите пациенти кои што ќе изразат интерес за вакцинација. Дали ќе се спроведе некаква теренска вакцинација? Па теренска вакцинација веќе изминатите 3 години спроведуваме во домовите за стари лица. Исто да апелирам за сите оние кои што имаат свој во домовите за стари лица, може веќе се контактирани и прашани се правеа списоци за оние лица кои што ќе сакаат да се вакцинираат, значи екипи од здравствените домови ќе одат и организирано ќе ги вакцинираат, секако оние што ќе изразат интерес, затоа што тие не само што влегуваат во ризична група заради возраста, се и хронични болни и се во еден затворен колектив. А колку вакцини против грип се набавени за оваа сезона? За оваа сезона се набавени 60.000 вакцини наменети за бесплатна вакцинација на ризичните групи и дополнително набавија центрите за јавно здравје уште 4.500 дози кои што ќе бидат наменети за оние лица кои што не припаѓаат во ризичните групи, а кои што сакаат да се вакцинираат. И колкав е интересот за сега? Па колку што јас вчера видов, мислам дека околу 50.000 лица се веќе пријавени за вакцинација. Сметате дека тоа е доволно? Доволен е тој број? На вакцини или на пријавени? И едното и другото. Така. Вака. Само јас можам едно да кажам, дека препораките на Светската здравствена организација се достигнување на опфат од 75% кај лицата со постари од 65 години, исто тие со хронични болести. Значи, ние сме многу под тој просек, меѓутоа, затоа и работиме и имаме и кампања, промотивна кампања. Оваа година со поддршка на Светската здравствена организација, Европската унија, се организира кампања од врата до врата во 20 општини, околу 30 населени места, каде што лица од здравствените домови одат од куќа на куќа, разговараат со лицата, нели ги едуцираат, ја зголемуваат свесноста за вакцинацијата и за бенефитите од вакцинација и нудат вакцинација против и вакцинираат против ковид и против грип. Така да таа веќе кампања ги гледаме позитивните резултати, секојдневно се вакцинираат лица теренски во нивните домови. Имаме гледачи кои што исто така сакаат да постават некакво прашање во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден, повелете. Требала се да се вакцинирам 31 од септември, али сам била болесна, температура и кашле. Дали може да примам до петък, до понеделјак, да одложим? Не могу још, не имало сем температура, сега нема, но што мало кашле. Значи имавте температура, кашлиц, имавте закажано вакцинација, но моравте да одложите колку што ве разбрав, така? Пошто немам сега температура. А сега немате температура, имате сега термин, така? Па сега в дилемата ви дали да се вакцинирате или не? Немам температура, само кашле. Добро. Дали може да одложим за петек или понеделјак? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, што би советувале, дали да се одложи вакцинација? Може да се одложи вакцинацијата, има лица кои што за од здравствени причини, некој не е тука, значи од различни причини кои што сакаат да одложат вакцинацијата или имаат потреба за одложување. Само да кажам дека терминот, односно упатот за вакцинација трае 7 дена. И доколку не можат да дојдат на терминот, може да дојдат било кој ден ќе бидат примени со истиот упат, со истиот, да. Со истата покана. Немаат упати, они имаат SMS пораки. Така, но доколку има некаква вака ситуација, покачена температура, кашлица, подобро да се причека, да се одложи терминот и подоцна да се прими вакцината. Да, затоа е оставен на период од
недела дена, за да 7 може дена. 7 дена за да може да се вакцинираат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам хипертироза, имам лекови за тироидејата и ме интересира како ќе оди вакцината кај мене. Покрај тоа имам и притисок, мислам се кугурам со притисок, така да кажам. Друго, тоа немам некои други проблеми. Така. Тоа е, ме интересира Дали повеќе проблемот за- со тироидната жлезда всушност може би е пречка за да се вакцинирате? Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Вие на почетокот на емисијата ги наведовте хроничните состојби кои што ви представувале пречка. Не ги ја слушнав состојбата со тироидната жлезда, значи без проблем? Без проблем може да се вакцинира. Бидејќи има многу, навистина многу пациенти кај нас со проблем со тироидната жлезда, ова е едно охрабрување за нив, За нив слободно. така слободно може да се вакцинираат. Од ова што можев денеска да го слушнам, навистина има интерес кај граѓаните за вакцинирање против не беа грип. доволно информирани, затоа и добро е, ви благодарам на поканата да можат да се информираат граѓаните и за бенефитите, и за значењето на вакцината против грип и да добијат поголеми сознание и каде можат и како да се вакцинираат. Што е со оние кои што значи не припаѓаат во на група за бесплатна вакцинација? Како тие да се пријават за вакцина? Која е процедурата кај нив? За нив нема потреба за пријавување, тие одат во центрите за јавно здравје и може да се вакцинираат и без закажување. Вакцината во тој случај се плаќа? Во тој случај вакцината се плаќа и таа чини 700 денари. 700 денари, тоа е една, па би рекла, пристојна сума која што може да се одвои за да се заштитиме од предстојната сезона од грип. Значи до 2018 година вакцината во 2018 за прв пат беше воведена бесплатна вакцинација кај нас. До тогаш вакцинацијата се спроведуваше само во центрите за јавно здравје со одредена надокнада. Меѓутоа 2018 за прв пат се воведе вакцинација само во ризичната група кај лица над 65 години и беше ограничена со примањата на пензија. Значи тие што имаат подпросечна или просечна пензија. Веќе наредната година видовме дека е голем интересот. Наредната година ги вклучивме сите ризични групи и понатаму ги вакцинираме сите ризични групи. Така да оние што претходно се вакцинираа со плаќање, сега можат да се вакцинираат бесплатно. До кога ќе трае пријавувањето за бесплатна вакцина? Се додека има интерес. И додека имаме вакцини. Имате вакцини, така? Да. Докторке, опфативме многу работи кои што се поврзани со вакцинацијата. Сметам дека свесноста постепено расте кога станува збор за сето ова, но не е тука само вирусот на грип, а имам уште еден гледач. Пред да преминам на следното прашање, ќе го вклучиме него. Добар ден. Ало? Добар ден. Повелете од програма сте. Добар ден. Поздрав до емисијата. Имам едно прашање до докторката. Така? Јас добив, мислам, ме примија во системот дека сум успешно аплицирала, меѓутоа се уште немам известување на која дата треба да дојдам за вакцинација. Дали колку време треба да се чека, не ми е јасно. За да добиете одговор, ви благодарам за вклучувањето во програма. Имате ли информација колку време се чека на Не онаа знам колку SMS време, порака? меѓутоа вчера во контактите со колегите од мој термин и оние што го спроведуваат закажувањето ми кажаа дека сите лица кои што се имаат пријавени добиле одговор дека им е прифатена апликацијата, ќе добијат, само треба да бидат, ќе добијат трпеливи. SMS порака, само треба да бидат трпеливи. Споменам... Доколку не добијат, нека се појават на пунктот за вакцинација, за да побараат помош и да се вакцинираат. Мислам дека нема да бидат одбиени од ниту еден здравствен работник што вакцинира. Пред малку споменав дека има уште многу други респираторни вируси кои што даваат слични симптоми на грип, тука и грипот. Постојат ли антивирусни лекови кои што би дале добар ефект во процесот на лекувањето? Конкретно за грипот постојат антивирусни лекови кои што може да се дават, меѓутоа тие се даваат по индикација. Обично се даваат кај лица со потешка симптоматологија, хронични болни. Меѓутоа,
исто како и за антибиотиците, ќе напоменам дека тие се даваат само по препорака на лекар. И оно што е карактеристично, тоа само ќе го споменам, дека се даваат во првите 2 до 3 дена од инфекцијата, од појавата на симптоми. Меѓутоа, не препорачувам на своја рака да се земаат ниту антивирусни лекови, ниту антибиотици. А што е со антибиотиците? Антибиотиците се посегнува и по нив. Антибиотиците апсолутно не делуваат на вирусот на грип, значи антибиотиците делуваат на бактериите. И исто така, како и за антивирусните лекови, не се препорачувам употреба без консултација претходно со лекар. Каква терапија би препорачале кој некои што ќе добијат грип, бидејќи еве следуваат ладните денови се пред нас и сезоната на грип? Прво мирување, несување на доволно течности, витамин С, топли напитоци и земање на симптоматска терапија. Аналгетици, антипиретици, кои што ќе намалат температурата, ќе ги намалат симптомите, доколку за 7 дена не поминуваат симптомите, тогаш треба да се побара помош од лекар. Значи за 7 дена од првите симптоми би требало да има подобрување? Би требало да има подобрување, доколку има за хронични болни може да дојде до влошување на состојбата и тие лица треба да побараат лекарска помош. И секако ако за 7 дена не поминуваат симптомите, да се побара лекарски преглед. Така, но сите оние кои што спаѓаат во ризичната група, еве еден апел да ја примат вакцината против сезонски грип, бидејќи таа навистина има бројни бенефити. Да, е најефикасна мерка за превенција од грипот. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за појаснувањата на бројните наши прашања, но и на гледачите. Денес има навистина многу прашања гледачите. Имаат интерес за вакцина, но ете дилеми. Ваква хронична болест или онаква, дали може да се вакцинираат или не, имавте убави појаснувања. Ве благодарам. Почитувани, тука ја закружуваме денешната Телма амбуланта. Имајте пријатен ден и гледајте не секогаш во редовниот термин на емисијата од понеделник до петок во 12 часот и 50 минути, каде заедно учиме за нашето здравје. Пријатно!